Почитуван министер Османи, почитувани колеги пратеници, почитувани новинари. Едно е точно, Никола Димитров бегаше од седниците на Комисијата за надворешна политика, Бујар Османи е присутен и тоа е за поздравување во секој случај. Она што јас сакам да го упатам како критика на ваквиот пристап кој според мене е провизорен. Повеќе е формален, а во него има помалку суштина. Министерот Османи збореше да изградиме заеднички позиции. Збореше за зрелост, за почит и за меѓусебна доверба. Како ние да имаме доверба како пратеници, кој што ги избрал народот, пратениците ја избрале владата, а владата не сака со нас да сподели еден нон-пейпер кој што во декември бил испратен во Софија. Како да ги изградиме тие позиции во кои што вие сте го напишале вашето мислење, стручно лице го дополнило тоа мислење, а вие не ни давате ниту право, ниту доверба како пратеници да дадеме сугестија за тој нон-пейпер кој што сакаме да биде во согласно со декларацијата која што ова собрание ја усвои. Нас државата ни дала полна доверба со тоа што ни дала државни сертификати да имаме достап до секоја државна тајна, колку и да е класифициран тој документ. И ако државата ни дала доверба, тога зошто еден политичар кој што води државна институција да не ни дава доверба? Еве, можеби вие нема доверба во мене, можеби Никола Димитров нема доверба во вас, можеби граѓаните немаат доверба во владата, но зошто вие да немате доверба во пратениците на СДСМ и на ДУИ? И тие се пратеници, ве гласале, со нив барем да споделите што има во тој нон-пейпер и тие како сериозни пратеници заедно со нас да ги разгледаме на затворена седница, каде што ќе ви дадеме добронамерни укажувања. Ние, нашите цели се заеднички исти, да отпочнеме преговори затоа што со право кажавте ги заслужуваме од 2009 година. Но за разлика од 2017 година, кога тогашното Министерство за надворешни работи и премиерот имаа сепак каква таква доблест и го донесоа во нацрт форма документот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија во собранието на разгледување и дадовме добронамерни сугестии, за жал не беа прифатени, сепак имавме можност да имаме увид. Вие сега правите еден нов преседан, каде што потврдувате дека има документ, дека истиот е неформален, дека е работна верзија, а ја ускратувате можноста пратениците во таа работна верзија да го дадат својот придонес. И мислам дека тоа е подценување на зрелоста, на почита и на довербата кон пратениците за која што вие зборевте. Втората работа што сакам да ја споменам. Зборевте за одлуката од март 2020 година за почеток на преговорите. Да не навлегувам подлабоко во таа дискусија, затоа што ќе треба да се вратиме неколку години поназад. Но кога таа одлука беше донесена, вие лично на пресконференција пред македонската јавност со Никола Димитров и со Оливер Спасовски како тогашен технички премиер кажавте дека одлуката е безусловна. А гледаме дека сега има 5+1 услов, 4+1, 3+1, 2+1. Имаме услови кои што задираат до таму, што одат дури и до Уставот на Република Македонија, кој што е темел на политичкиот суверенитет на една држава. Затоа сметам дека треба да бидете искрен и да кажете дека тогаш, кога сте ја добиле таа одлука, сте знаеле дека има дополнителни услови. Не била истата безусловна. Затоа што ние денес не би биле заедно и не би дискутирале на оваа тема, ако одлуката за преговори не била условена. Денес се дискутиравме за отварањето на третото или четвртото поглавје, но за жал се уште сме далеко од таа дискусија. Третата поента е по однос на идентитетот и јазикот. Вие викате дека не преговараме за идентитетот и за јазикот, но има разговори. Штом има разговори, еден ден тие може, тенка е линијата помеѓу разговори и преговори. Може да се направи политички притисок, гледаме дека владата си има своји зацртани цели, главниот приоритет е обстанувањето на власт и може тој приоритет да ве наведе да влезете и во преговори. На крајот од краиштата, ако има добра волја и ако ова е за интерес на Македонија и на Бугарија и на Европската унија, тогаш зошто новата бугарска влада, ако има навистина поинакви гледишта, не прифати да го потпише договорот помеѓу Македонија и Фронтекс?
Го подпиша Хрватска, го подпиша Романија, го подпиша Германија, Франција, сите земји членки на ЕУ го подпиша македонско-европскиот договор за Фронтекс, каде што најголемиот корисник од тој договор е Европската унија. Корист и Словенија, и Хрватска, и Грција, и Бугарија, и сите земји кои што се наоѓаат на Балканската рута. И ние го дадовме нашиот придонес, затоа што, вие добро знаете, но за јавноста ќе прочитам, комесарката за внатрешни работи, господјата Илва Јохансон, инаку од Финска, потврди дека не може да се финализира договорот за гранично управување со Фронтекс поради билатералниот спор со Бугарија, која што е единствената земја која што го блокира и има проблем во начинот во кој што соседот го означува својот јазик. Зошто да нема проблем Хрватска, да нема Германија, да нема Финска? Бугарија има проблем, Европската унија е потребен договор за Фронтекс, таков договор подпишаа со Србија, со Албанија, подпишаа со Црна Гора, а Република Македонија не може да го подпише, затоа што јазикот се уште се проблематизира, нас ни ги оневозможува овие сериозни договори, а во меѓувреме владата шири манипулативни информации дека никој не го оспорува нашиот јазик. А сериозни договори остануваат неподпишани токму заради тоа оспорување. И последната поента, нема да должам, бидејќи има многу заинтересирани пратеници за дискусии и за прашања, е она што кажавте, континуитетот во МНР. Вие, ако човек денес ве слуша, а не бил запознат со работата на МНР предходно, ќе добие впечаток дека ова е прва заедничка меѓувладина седница на Македонија и Бугарија. Не е така. Ова е трета заедничка меѓувладина седница. Имало една меѓувладина седница и во Ќустендил, едната се одржала и во Струмица, оваа третата е одржана во Софија. На сите тие седници имало заеднички договори, меморандуми, декларации, заклучоци, кои што биле прогресивни, биле корисни од страна, во корист на двете страни. Вие кажувате дека сте подпишале меморандум за Коридорот 8. Ово е трет подпишан меморандум за Коридорот 8. Но вашата влада не може да го заврши Блаце 5 години, вашата влада не може да го заврши колегата Бочварски, Сугаревски предходно патот автопат Кичево Охрид Струга и сега подпишана меморандум за Коридорот 8. Одлично, нека е со среќа, но вашите дела не уверуваат дека може да се постигне она што се подпишува како декларација. И по однос на Клепало, бугарски градоначалници и пратеници ни ургираа да се заврши што побрзо. Македонската страна го заврши уште пред 10 години. Од страна на Бугарија не е завршен тој премен заради проневера на финансиски средства. И сега повторно го промовирате Клепало како некое големо достигнување. Ние го имаме веќе постигнато тоа. Бугарската страна не го остварила. Пожелувам успех, но за да изградиме доверба, да имаме почит и заемно разбирање, следниот пат очекувам Комисијата за надворешна работа да ја вклучите во она што го преговарате. За да не испадне дека на крајот имаме некаков документ кој што ќе биде спротивен и на убедувањата пратениците и на желбата на луѓето кои што не гласале. Благодарам многу. И на резолуцијата која што усвоивме. Сакате да одиме реплика со реплика или сакате неколку пратеници па потоа реплика? Од вас зависи. Повелете.